Македонците постојат како посебен народ со своја култура, свој јазик и јасно потврдена историска самобитност. Ова не е став, ниту современо толкување. Ова е факт, потврден преку историски извори, напишани низ вековите. Историјата на Македонија не започнува вчера. Таа започнува длабоко во античкиот период, кога античките автори јасно зборуваат за македонците како посебна заедница. Херодот и Тукидид не ги опишуваат македонците како дел од друг народ, туку како народ со своји кралеви, своји обичаи и своја државност. Македонија во античкиот свет не е мит, туку реална политичка и културна целина. Овој континуитет на името Македонија е исклучително редок во европската историја. Низ векови името опстојува, просторот опстојува, а населението продолжува да живее и да се развива на истиот географски и културен темел. Во раниот среден век, византиските извори сведочат за нови историски процеси на Балканот. Теофилакт Симоката, византиски историчар од 7 век, јасно ги опишува бугарите како народ кој дури тогаш пристигнува на Балканот од север. Во исто време, Македонија веќе постои како оформен регион со свое население и сопствен историски континуитет. Овој податок е од клучно значење. Тој јасно покажува дека македонското население не може да биде производ на бугарската етногенеза. Едните се спомнуваат како новодојдени, другите како веќе постоечки. Во 12 век, византиската принцеза и историчар Ана Комнина во своето дело Алексијада постојано ги користи поимите Македонија и Бугарија како оделни и јасно разграничени целини. Таа зборува за македонски области, македонски теми и македонски простор, додека Бугарија ја спомнува посебно. Византиската администрација никогаш не ги меша овие поими. Ова не е случајна формулација. Ова е институционален доказ дека Македонија и Бугарија се различни историски, географски и административни поими. За време на османлискиот период и покрај отсуството на сопствена држава, Македонија продолжува да постои како јасно препознатлив регион. Патеписците, географите и црковните документи ја користат Македонија како посебен простор, различен од Бугарија и од Србија. Оваа континуирана употреба на името и поимот Македонија ја одржува регионалната македонска свест низ вековите. Еден од најсилните докази за самобитноста на македонците е јазикот. Македонскиот јазик поседува сопствени граматички, фонетски и синтаксички особености. Современата лингвистика го вбројува македонскиот како посебен јужнословенски јазик, а не како варијанта или дијалект на друг јазик. Ова е научно утврдена реалност, потврдена од бројни лингвисти. На почетокот на 20 век, македонската национална мисла добива јасна и отворена формулација. Во 1903 година, Крстен Мисирков во делото за македонските работи недвосмислено зборува за македонски народ, македонски јазик и македонска културна самобитност. Тој јасно ги разликува македонците од соседните народи и ја формулира потребата од сопствен културен и национален развој. Ова дело не создава идентитет од ништо. Тоа го артикулира она што веќе постои како историски процес и народна свест. Македонската култура, фолклорот, песните, ората, носиите и обичаите се жива потврда на тој континуитет. Регионалните разлики внатре во Македонија не ја негираат самобитноста, туку ја збогатуваат. Тие сведочат за длабока и долготрајна култура, развивана со векови на истиот простор. Кога сите овие извори ќе се разгледаат заедно, сликата станува јасна. Македонците не се производ на современа политика. Тие се народ со сопствен историски развој, сопствен јазик, сопствена култура и јасна самобитност. Ова не е прашање на верување, ова е прашање на извори, а изворите зборуваат јасно.